Го следите најновото издание на регионалните вести прво за оваа работна недела. 16-годишен пешак е повреден ноќеска во Брвеница. Поради необезбедениот коловоз од кучиња скитници на автопат Гостивар-Тетово, вчера се случила уште една сообраќајна незгода. Следува полицискиот билтен. Вчера 10 минути по полноќ пред угостителски објект во тетовското село Брвеница се случила сообраќајна несреќа со учество на патничко возило Рено со гостиварски таблици, управувано 30-годишен жител на село Чегране и 16-годишен пешак од Брвеница, соопшти СВР Тетово. Во несреќата пешакот здобил телесни повреди, со друго возило пренесене во Тетовската клиничка болница и по укажаната помош пуштена на домашно лекување. На автопатот Гостивар-Тетово вчера околу 17 часот и 10 минути патничко возило Голф со тетовски регистарски таблици што го управувал 37 годишен жител на село Пирок, а во кое се наоѓале уште две лица на возраст од 15 и 38 години од истото село, налетало и удрило во куче бездомник. Како што соопшти СВР Тетово, од удирањето во кучето нема повредени во возилото, додека вкупната материјална штета се проценува на 25.000 денари. Причина за оваа сообраќајна незгода е необезбеден коловоз и неконтролирано движење на животно, појава која секојдневно се повторува на автопатот Гостивар-Тетово Скопје. Покрај ова безвозачки дозволи честа појава на тетовското гостиварско подрачје и управување возила со несоодветна категорија. Во вчерашните контролни активности во Тетово биле откриени 6 лица со несоодветна категорија, на кои им се изготвени прекршочни платни налози и ќе се соочат со глоба од 300 евра во денарска противредност. Во овие активности исто така откриени се и 4 возачи почетници, кои не се придржувале на законските ограничувања и на кои им се изготвени мандатни налози со глоба од 200 евра во денарска противредност или со впишување на 40 негативни бодови. Во контролите реализирани вчера откриени се и 6 нерегистрирани возила, 5 во Гостивар и 1 во Тетово, кои зависно од времето на истекување на регистрацијата ги очекува глоба од 100 до 500 евра во денарска противредност. По повод почетокот на ловната сезона, СВР Тетово со апел до ловџиите за почитување на законот за лов. Изминатиот викенд и на поширокото полошко подрачје официјално беше отворена новата ловечка сезона, која во наредниот период значително ќе се интензивира, особено за празниците и викендите. Во функција на навремено превенирање, односно однапред да се пресретнат можни самоволија и незаконски постапки на поединци, но и ловџиите непосредно да бидат информирани за последиците од таквите постапки, секторот за внатрешни работи Тетово апелира доследно да се почитува законот за лов, зашто глобите за непочитување на одредбите од законот за лов се можни ригорозни и доследно и без исклучоци ќе се применуваат кон сите подеднакво, без разлика дали станува збор за ловџии почетници или за искусни поклоници на овој рекреативен спорт. Ловџиите од полог се подсетуваат исто така дека незаконит лов представува кривично дело, за кое се предвидени парични и казни затвор од 6 месеци до 3 години, зависно од тоа кога, каде и што се е отстрелано. Со започнувањето на новата сезона, секторот за внатрешни работи Тетово во соработка со другите надлежни служби вообичаено ќе ги засили контролите низ ловиштата на подрачјето и ќе презема конкретни и ефикасни мерки и активности за спречување и санкционирање на незаконит лов. Ова подеднакво се однесува на сите ловџии без разлика на нивното искуство и други околности, кои неретко досетливо знаат да бидат злоупотребувани од поединци. Од утре започнува меѓународниот филмски фестивал ОДА, каде ќе бидат прикажани 54 краткометражни филма од 54 земји. Почнува 6-та едиција на филмскиот фестивал краткометражни и меѓународни, ТИФ ОДА, со една голема продукција и со, да кажем, реорганизација на концептот на фестивалот. Имаме 34 краткометражни филмови, као премиерни од 25 држави и изабрани се, селектирани од една голема конкуренција на филмови кои се аплицирае од 1371 број, не сум точен во тоа, али селекционата комисија имаше задоволство и малку, да кажем, тешка работа да
селектира од толку голем број кој ќе биде применен за можност на времето за одржување на фестивалот. Фестивалот во тие 4-5 дена колку ќе трае, ќе дае можност и за други посебни, да кажем, контакти со аутори кои се од регионот, аутори на разни, да кажем, реализации филмски, од краткометражни до играни филмови, и со тоа се отвара и можност на дебати, на разговори за вреднување, за критизирање и наравно за можност да се отвара друга димензија на комуницирање и на филмскиот јазик. Му предложам на колегата да го земе речот. Бидејќи почнавме на македонски, ќе пробам да ја објаснам тоа што е побитно за целата публика. Мислам дека целата публика хоќе во интерес ја има програмата од 20 часот која се развива, во која ќе прикажеме 5 ноќи, значи од 3 до 7 октомври. Мислам дека се според нас добро селектирана програма. Почнуваме со филмот Hunting Flies, која е норвешка продукција со албански режисер, која е премиера за Македонија, и мислиме дека тоа за нас представува големо задоволство, бидејќи тој е еден од режисерите на младата генерација која не прави горд кај да идеме. На 4 идеме со филмот Жган, Амок, во која се представува, мислам, во кој филм на Вардан Тозија. Мислам дека е еден од најдобрите филми реализирани во Македонија, во која игра и нашиот актер Никола Ристановски, Адем Карага и многу добри глумци, и мислам дека повеќе од вредно е да доаѓате да го поседите филмот, како истиот што продолжува со Ламур на Илија Цветковски, кој ќе се прикаже на 5. Тоа беше повеќе филм донесен од барањето на самите граѓани кои сака да го видат филмот, и ние им пруживме таква прилика. На 6 октомври, значи, доаѓа Чекако од Косово со Rooftop Story, со Газмен Нела, исто добар, структуриран, феноменален филм. И на крај идеме на 7, на кој ќе ја прикажеме нашата премиера на Правила на уметност, филм реализиран од продукција ОДА, и после тоа, значи, идеме на бенд, на еден многу, на джез фест, и значи имаме повеќе фешта, значи и затвараме филмски фестивал и почнуваме со джез фестивалот со Елина Дуни. Локални избори 2017. Документ за унапредување на услугите за жртвите од семејно насилство потпишаа денеска дел од кандидатите за градоначалници од Полошкиот регион. Документот го подготви Националната мрежа против насилство врз жените и семејно насилство. Македонското општество со минимални услуги за жените жртви од семејно насилство. Во државата постои само еден психосоцијален центар за жртвите. Бесплатна правна помош се нуди само во 4 града, а постојат само 4 шалтер центри за згрижување на жртвите, каде има сместувачки капацитет за 30 лица, иако над 1000 жени на годишно ниво се соочуваат со овој вид насилство. Дел од кандидатите за градоначалници од Полошкиот регион денеска потпишаа документ кој ги обврзува да ги унапредат услугите за жените жртви. Со подпишувањето тие се обврзаа да ги почитуваат стандардите и препораките на Советот на Европа за воспоставување на специјализирани сервиси за жени жртви на насилство, се обврзаа да обезбедат да воспостават сервиси и да обезбедат финансиски средства за нивна одржливост. И се обврзаа да овозможат пакет на социјални услуги за жени кои што ќе пријават насилство и кои што сакаат да ја напуштат насилната средина. Од Националната мрежа против насилство врз жените и семејно насилство кои го изработија документот, велат дека идните градоначалници ќе бидат контролирани дали го почитуваат документот кој денеска го потпишаа. Овие кандидати кои што ја потпиша заложбата поминат, бидат избрани за градоначалници. Нашата следна активност е да ги свикаме на регионална средба за да почнеме со разгледување на можностите како овој регионален пакет може да се имплементира во реалност.
Од вкупно 44 кандидати за градоначалници колку што има во сите општини од Полошкиот регион, на документот за подобрување на услугите за жените жртви од насилство се потпишаа само 9 кандидати. Носителот на советничката листа на ВМРО ДПМН Александар Велјановски на пресконференција одржана во блок 70 вети повеќе зелени површини и изградба на детски паркови во општина Тетово на повеќе локации. Почитувани наши сограѓани, знаеме дека грижата за младите луѓе е од највисока важност. Од секојдневните контакти со младите луѓе ја согледавме потребата за обезбедување на места за повеќе паркови, повеќе рекреативни игралишта, тениски терени, фитнес зони. Места каде што ќе има простор за рекреација, за дружење и за водење здрав живот. ВМРО ДПМН е партија која што цврсто стои позади своите ветувања. Програмата за овие локални избори ја креираме заедно со вас и токму тука се најдоа и вашите идеи за повеќе зелени површини и изградба на детски паркови и игралишта во општина Тетово на повеќе локации. Планирано е да во наредните 4 години вакви паркови и игралишта да бидат изградени во населените места: Тетовчанка, Ајдучко Мало, блок 70, Поток, Два Бреста, Дреновец, Колтук, Пржава Бавча, Горно Мало, Мала и Голема Речица, Порој, Джепчиште, Шипковица, Саракино и Фалише. Здрава младина носи сигурна иднина. ВМРО ДПМН верува во младите луѓе. Затоа и нивното место е секогаш на врвот на приоритетната листа на нашата партија. На овие локални избори знаеме дека народот ќе го препознае ова и ќе го заокружи бројот 13 за победа на советничката листа на ВМРО ДПМН и кандидатот за градоначалник доктор Горан Манеловски. Вие како граѓани ја знаете нашата визија за новата ера, а ние можеме да ви ветиме: секогаш работа, секогаш Тетово, секогаш Македонија. Носителот на листата за советници во Гостивар од коалицијата предводена од СДСМ Зоран Ангелов заедно со кандидатите од советничката листа ги представија планираните мерки и проекти во изборната програма кои се однесуваат на зачувување на животната средина и чиста вода за пиење. Почитувани мои гостиварци, коалицијата предводена од СДСМ ќе обезбеди услови за здрав живот за сите. Ќе обезбедиме чиста и здрава вода за пиење и чист воздух, бидејќи тие се клучни за нашето здравје, а за нас ништо не е поважно од здравјето на граѓаните. Граѓаните се јасни и сериозни во своите барања, а ние одговорно го слушаме и го разбираме крикот за чиста животна средина. Создадовме план и проекти за зголемен капацитет и за професионална услуга на јавното комунално предпријатие преку намалени трошоци за граѓаните. Се обврзуваме постојано и навремено да ги чистиме депониите и каналите, ќе вложиме во колекторски систем, пречистителна станица за отпадни води, регионална фабрика за третман на цврст комунален отпад и ќе вложиме во енергетско ефикасни објекти. Еден од најважните проекти ќе биде реконструкција на водоводната мрежа, бидејќи, како што знаеме сите, водоводната инсталација е постара од 60 години, при што се јавува неопходна потреба од потполна замена на старата секундарна водоводна мрежа, замена на азбестните цевки за пренос на вода до домаќинствата, кои кај нас, за жал, се уште се во употреба, а Европската Унија ги забрани уште во 2005 година, бидејќи се штетни за здравјето на граѓаните. Ќе обезбедиме намалување на загубите во водоснабдителниот систем и подобрување на притисокот на водата. Ќе поставиме мерна станица за мерење на аерозагадувањето, кое не постои во Гостивар, а по чие поставување ќе биде позната аерозагаденоста, а со тоа ќе се преземат мерки за нејзино намалување. Почитувани сограѓани, вие сте многу јасни и сериозни во своите барања. Ние одговорно го слушаме и го разбираме крикот за чиста животна средина. За нас ништо не е поважно од здравјето на луѓето. Обезбедуваме чиста вода и чист воздух. Обезбедуваме здравје во Гостивар за сите. Демократската унија за интеграција денес на пресконференција ги презентираше изборните програми на кандидатите за градоначалници на општините Боговиње и Врапчиште.
Нашата програма за овој мандат е креирана во соглас со потребите на нашите населени места. Истата предвидува проектирање и изградба на водоводни мрежи на целата територија на општината, продолжување на изградба на канализациони мрежи на цела територија на Македонија, на општината, донесување на урбанистички планови за преостанатите населени места како урбанистички план за индустријската зона во општина Врапчиште, дислокација на дивите депонии, реконструкција на мрежата на јавното осветлување, стимулирање и поддршка на земјоделието и сточарството. Нашата програма исто така предводи проекти од сферата на образованието, културата и спортот. Во овој сегмент ние ќе работиме на реконструкција на училиштата во Сенакост, Калиште и Ѓурџевиште, изградба на спортски терени, изградба на 2 преостанати спортски сали и тоа во Добри Доли и Врапчиште. И како станација на реконструкција на културниот дом Шота во село Неготино. Ќе иницираме и поддржиме планински туризам со цел Шар планина да ја претвориме во туристичка дестинација, како и многу други проекти кои ќе се појават како потреба со цел да создадаме подобри услови за нашите граѓани. Дозволете да ве повикам сите вас и вашите ценети семејства на 15 октомври да гласете за листата на Демократска унија за интеграција, за да возможиме реализација на нашата визија. Носителот на кандидатската листа за советници на СДСМ Живи Алексовски денес го промовираше проектот во програмата за регулирање на сообраќајот во Тетово. Есенскиот и зимскиот период во градот Почара се карактеристични по енормното загадување на воздухот. Тетово е еден од најзагадените градови во Република Македонија. Проблемот со кој тетовчани долго време се соочуваат до сега не е соодветно третиран и не се преземени мерки за решавање на овој проблем, кој представува директна закана по здравјето на жителите во градот. Денес промовираме еден од клучните проекти во програмата на СДСМ, кој ќе има директно влијание на неколку аспекти на секојдневното живење на граѓаните, а тоа е регулирање на сообраќајниот метеж. Со решавањето на овој горлив проблем, покрај намалувањето на бројот на возилата во центарот на градот, ќе се постигне поврзување на периферните населби во центарот на градот, регулирање на проблем со паркинг простор и ќе се придонесе на намалување на загадувањето на воздухот, кој доаѓа од поголем број на моторни возила. За таа цел, во проектот предвидуваме пробивање на булеварот Благоја Тоска, кој ќе се изведе на подегот покрај болницата, пред текстилното училиште, во Тетово, па во должина на постојаната улица се до кружниот тек кај Автопрогрес, во должина од 1050 метри. Со ова ќе се постигне поврзување на населбата блок 70 со центарот на градот. Второто пробивање ќе се изведе од раскрсницата на булеварот Благоја Тоска кај касарната во Тетово, па во должина покрај касарната под стадионот во Тетово, дијагонално се до улицата Иво Лола Рибар, на локацијата под гимназијата 7 март во Тетово, во должина од вкупно 600 метри. Со ова ќе се постигне поврзувањето на населбата Дреновец со градот. Овие предлог мерки ќе овозможат растоварување на патната инфраструктура во градот и ќе придонесат во зголемување на мобилноста на луѓето и на стоките, помала емисија на штетни гасови и побезбедни услови за сите учесници во сообраќајот. На другата страна од градот ќе се изврши пробивање на булеварот Видој Смилевски Бато во 2 дела. Првиот дел ќе започне на потегот под спортскиот центар во Тетово, па да продолжи до улицата 159, која поминува кај касарната во Тетово, во должина од 600 метри. Вториот дел опфаќа изградба на нова траса над булеварот Видој Смилевски Бато, со кој тој би продолжил по потегот на касарната во Тетово и би поминувал низ земјоделските земјишта дијагонално се до местото по техничкиот преглед. Згими компани каде што би се споил со регионалниот пат Тетово-Јажинце во должина околу 2000 метри. Се тоа ќе олесни животот на сите граѓани на општината значајно. Ќе се придонесе на значајно намалување на аерозагадувањето. Зборот е збор, листата на советници на СДСМ ќе го врати животот на општина Тетово. Кандидатот за градоначалник на Гостивар од коалицијата предводена од ВМРО ДПМН Дафина Стојановска и носителот на листата Луран Страшевски ги презентираа проектите од нивната изборна програма врзани со спортот и рекреацијата. После одиграниот кошаркарски надпревар помеѓу екипите на УМС, едната предводена од носителот Луран, а другата од мене, на кој победи ВМРО ДПМН,
Сакам да ве известам дека за нас спортот представува ресурс во кој треба да се вложува. Инвестирањето во него неодминливо повратно влијае во целокупниот развој на општеството. Во нашата програма голем акцент е посветен на спортот и потребите на најмладата популација. Во мојот градоначалнички мандат ќе се заложам за унапредување на спортот преку создавање на соодветни услови, капацитети и реквизити, како и негување на основните спортски вредности и подигање на свеста на граѓаните да спортуваат и верувам дека тоа неколкукратно ќе придонесе за подигнување на квалитетот на живеење. За таа цел во нашата програма се предвидени градски базен со основен приоритет отварање на школа за пливање и соодветно користење од ученици и студенти, како и граѓани од сите возрасти. Стипендии за млади и талентирани спортисти со цел создавање услови за побрз напредок во спортските активности и наградување на вложениот труд. Фитнес зони со цел непречено користење и спортување на сите категории граѓани кои чувствуваат потреба и не се во можност да одвојат дополнителни средства за овој вид на спорт. На Гостивар му се неопходни што повеќе спортски терени, најмногу заради зачувување на активноста и потребата на младите кон спортот и рекреацијата и за спречување на девијантни појави кај истите. За таа цел предвидена е изградба на современ, модерен спортски центар, кој ќе можат да го користат сите жители на Гостивар, без разлика на пол и возраст, секој оној кој се чувствува способен и подготвен за спорт и рекреација. Спортскиот центар, како повеќенаменски капацитет, предвидува изградба на фудбалски и кошаркарски игралишта, изградба на 2 тенески игралишта и изградба на 3 баскет игралишта. Исто ќе го најавам и планираното отворање на клуб за играње на шах. Во нашата програма е предвидено и повеќенаменско спортско игралиште во населбата Циглана. Предвидена е поддршка на постоечките спортски клубови, велосипедска патека по кеот на реката Вардар, како и реконструкција на веќе постоечки спортски капацитети и нивно опремување со современи спортски реквизити. Го користиме овој момент да пратиме порака до младите дека само со спорт и спортски активности ќе го изградат својот дух, ќе бидат поздрави и ќе бидат постречни. Затоа програмата на ВМРО ДПМН за Гостивар предвидува многу проекти од областа на спортот, каде што младите ќе може максимално да ги искористат. Локални избори 2017. Најмалку 50 лица загинаа, повеќе од 200 се повредени при пукањето во резортот Мандалај Беј и казиното на Лас Вегас Стрип за време на музичкиот фестивал во неделата вечер. Според полицијата, изстрелите биле пукани од 32-иот кат на одморалиштето. Во тоа време настапувал пејачот Джейсон Алдеан. Метрополитен полицискиот оддел на Лас Вегас го идентификуваше осомничениот како 64-годишниот Стефан Падок. Осомничениот локален жител беше убиен. 62-годишната Марилу Данли е жена со азиско потекло по која трага полицијата од Лас Вегас по пукањето во градот. Данли, како што објавија американските медиуми, е професионална карташица која поминувала многу време во казината. Марилу Данли и напаѓачот заедно изнајмиле соба во казиното на Мандалај Беј, но за време на нападот Марилу Данли била во казината додека напаѓачот пукал од собата. Полицијата ја објави потрагата и по 2 автомобила Hyundai Tucson и Chrysler Pacifica кои се регистрирани во државата Невада. Во акцијата на шпанската полиција во Каталонија да го спречи референдумот за независност на оваа покрајна се користеше директно физичко насилство и пендреци и гумени куршуми. Во пресметката што се случуваше кога на гласачките места полицијата интервенираше за да го одземе гласачкиот материјал, а граѓани се спротивставуваа, се повредени најмалку 460 цивили и 11 полицајци. Полицијата действуваше по наредба на шпанската влада, откако шпанскиот уставен суд го прогласи референдумот за нелегален.
Откако гласачките места беа затворени во 20 часот по локално време, шпанскиот премиер Маријано Рахој порача дека каталонците биле заведени да гласаат на нелегален референдум. На референдумот учествувале 2,26 милиони луѓе, а 2,2 милиони гласале за независност. Председателот на регионалната влада на Каталонија Карлес Пучдемон изјави дека со спроведениот референдум за независност каталонците се избориле за правото на независна држава. Европската комисија денеска ја потврди својата позиција дека референдумот за независност на Каталонија, што се одржа вчера во таа шпанска провинција, не е во согласност со уставот на Шпанија. Француските антитерористички истражувачи се трудат да го идентификуваат убиецот кој употребил неколку идентитети пред да ги убие двете жени на главната железничка станица во Марсеј во нападот што го презема Исламската држава. Убиствата од неделата во вториот по големина град на Франција следеа по низа пробудување низ Европа за кои одговорноста е презеде или за што се обвинети исламистичките радикали. Идентитетот на напаѓачот во Марсеј, човек со досие за ситен криминал кој според сведоците извика Аллаху Акбар, Бог е најголем, на почетокот на неговото дивење се уште е непознат. Инспекторите изјавија дека се чини дека е тунизиец, но делувал со 8 различни имиња за време на разни средби со законот, вклучувајќи кражба и нелегално поседување оружје. Времето денес беше сончево со умерена облачност, а на повеќе места повремено значително облачно. Дуваше и слаб до умерен југоисточен ветер. Утринската температура се движеше од 5 до 13, а дневната од 18 до 26 степени Целзиусови. Од утре ќе следува период на сончево време со умерена облачност. Утрата ќе бидат свежи, а во текот на денот ќе биде потопло со температури кои се околу просекот за овој период од годината. Утринската температура ќе се движи од 5 до 15, а дневната од 17 до 25 степени Целзиусови. Овде завршуваат денешните регионални вести. Останете со програмата на телевизија КИС. Пријатно!